Како докрај лојални бранители, не баре драматично емотивни јапонци, а не воздржано рационални албанци, наместо да го деминираат фронтот, тие како камикази експлодираа на бојното политичко поле, враќајќи ја со сета сила моќта на продуктивната деструктивност. Системската деконструкција не бива да се крпи со конецот на неискреност искајан во наводната институционализација во царштина, во која и до ден денешен владеат само прокламирани и од неа дозволени вонинституционални институции. И добро, вие сте граѓани, јас сум граѓани исто како вас. Дали вие имате привилегија да бирате кој суд ќе ве суди ако сте направили некој прекршок или ве осомничили или обвиниле за некакво кривично дело? Шефите, кажи. абе ово заборав ти кажам. Све што имаше пресуда у задниве 6 месеци, све ни е на апелација пресудено против нас и вратено. Како бе може бе тоа бе така? Кој судија, кој совете тоа, кој судија? Не можете да го кажете тоа. Тоа може да каже само еден човек во државата. Ама, слушај, Латач, ја ви реков, како стасува горе у апелација, одма јавите ми. Тие авторитети кои нималку лажно се етаблирале себе си во водачи на Самоиловите наследници, својата позиција ја изградиле благодарејќи на слепилото кој е продукт на успешното пропагандистичко манипулирање и контролираното заташкување на сериозните индиции за злоупотреби. Без тронка одговорност тие натаму наместо кон себе или кон оние кои ги демаскирале. Прстот најчесто го насочуваат кон оние кои правеле само трансписија на раскантаниот државен еготрип. Мислам дека дел од менјуите се срам за Македонија. Се изнервирав дополнително со ова Копилево од Битола Владо Талевски. Шпекулирате со јавноста. Кај што е неспособен, уште и правите фама. Уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, глумец. Маргинализирате одредени политички личности и функционери. Другите блефираат, ама така приучени, ово е професионален. Затоа што тоа не е вистина. За некој пак ниту бомби не се потребни бидејќи самите си пукаат во нога, особено кога се соочени со тоа што јавно и со зборови го прокламирале како израз на сопствениот карактер, украсен со едноставност и умереност, која веднаш по седнувањето во фотелјата се трансформира во практични дела кои говорат за нивната вистинска природа. Новиот службен Volkswagen Passat и е испорачан на општина Кочани. Тоа беше и мојот главен мотив, по втор пат да го прифатам предизвикот да бидам кандидат за градоначалник. По завршувањето на формалностите за регистрација и осигурување, Регистарски таблички со кои се гордеем. се очекува тој наскоро да биде ставен во функција. Верувам дека со мојата определба за почитување на работата, скромноста и знаењето, успешно ја оправда вашата доверба. И на сето оваа магла која претежнува и не пружа простор за